Премиерот Христијан Мицкоски бара раст на платите, а како што вели, граѓаните и работниците заслужуваат раст на платите. Тој денеска во својата изјава го истакна својот став дека за одлуката за минималната плата очекува работодавачите и работниците да постигнат договор. И јас како граѓанин барам раст на платите и граѓаните и работниците заслужуваат раст на платите. Што се однесува до одлуката за минималната плата, очекуваме да работодавачите и работниците постигнат договор и секој договор кој што тие ќе го постигнат, ние како влада ќе го поддржиме. Предлогот кој што го слушнав од еден од представниците на работниците, конкретно претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија, се разликува од оној предлог од пред неколку месеци. Кога оваа влада беше избрана како влада, не почека ниту една недела да биде избрана, излегува со предлог од 400 евра минимална плата. Сега кога видува дека законски ќе дојдеме до 400 евра, се бара плата минимална од 500 евра. Еве, јас велам, ни 500 не се доволно, може би треба 1000 да биде, може би треба 2000. И тука немам никаква дилема. Јас апсолутно сум работник, како и сите други работници, и сакам да имаме сите ние поголеми плати. Мицкоски вели дека Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд инсистираа за зголемување на старосната граница за пензионирање, но тие како влада одлучиле да ги заштитат правата на работниците. Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка инсистира на зголемување на старосната граница за пензионирање. Ние одлучивме да ги заштитиме правата на работниците и граѓаните и тоа да не го правиме. Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка бараа зголемување на прагот на данокот на додадена вредност. Ние одлучивме да го штитиме стандардот на граѓаните и да застанеме во одбрана на стандардот на граѓаните. Влеговме во безмилосна борба со оние кои што се богатат на грбот на граѓаните, трговците, дистрибутерите и ланците, трговските ланци, кои што каде што ги ограничивме маржите и на дистрибутивната маржа и маржата во малопродажба. Премиерот Мицкоски истакна дека обезбедиле 250 милиони евра за стопанството. Во Европа најефтин кредит со каматна стапка од 1,95%, за да бидат зачувани работните места и да се создадат и да се креираат нови работни места. Прашан дали од април ќе биде минималната плата од 400 евра, тој вели дека согласно законот, ако нема поинаков договор помеѓу работниците и работодавачите, таа ќе изнесува околу 24.400 денари.